Временно затворените дуќани во градскиот трговски центар да плаќаат само такса за одржување и да се исклучат од системот за грејење и ладење, а ГТЦ за сопствениот деловен простор да плаќа исти давачки што ги плаќаат и сите други сопственици. Ова се барањата на дуќанџиите од трговскиот кои утре напладне излегуваат на улица. Дуќанџиите кои стопанисуваат со деловен простор овде во градскиот трговски центар утре излегуваат на протест пред владата. Велат дека разочарани биле откако што велат лошото менаџирање на градскиот трговски центар. Дуќанџиите се револтирани зашто се соочуваат со како што велат еден куп проблеми поради лошото управување на раководството на акционерското друштво кое управува со 600 сопственици на деловни простории. Нашите проблеми се долгорочни. Тие се од кога стана приватниот капитал 61%, државниот 39% и се остана државниот капитал да го води целиот трговски, без никакво учество на приватните сопственици. Нашите проблеми се прво во договорите. Од менаџментот на ГТЦ за Алфа ги отфрлаат овие обвинувања. Вела дека сите работат според закон и трошоците се делат според подпишаните договори. Градски трговски центар во моментов не поседува лиценца ни за топлинска енергија, ни за електрична енергија, значи нема потреба да поседува. Ама сега обратно да го поставиме прашањето, да постават прашање до регулаторот, дали треба градски трговски центар да поседува лиценца? По мене не треба. Единствена законска можност за да добие градски трговски лиценца е тоа е затворен систем. Инаку според последниот договор што го подпишаа ГТЦ со ЕСМ за продажба на струја од ноември лани, годишната набавка за електрична енергија е двојно помала, односно од дури 13.000 мегават часови е падната на дури 6.500. Тоа е периодот кога беше откриено копањето на биткоини во подрумските простории на ГТЦ од страна на компанија на Елвис и Гавриел Байрам. Директорот на ГТЦ најави тужби за фирмата која вршела злоупотреба. Семејството Байрам, во конкретниот случај за магазинот, они учествува на објавен јавен оглас. И така си го добија магазинот, како и сите останати што учествуваат во ЕВС-а во моментот имаме оглас за деловни простори. Па мислам дека има магазин. Секој што е заинтересиран може да учествува. Инаку за 4 години колку што се претпоставува дека траело копањето на криптовалутите, неофицијално трошоците за струја надминале 800.000 евра.